генетиката на типот на кожа е, како да кажеме, неминовна, како и за голем број од здравствените состојби, така и за состојбите на кожата. Конкретно за типот на кожа може да кажеме, значи масната и комбинираниот тип на кожа се предиспонирани за полесно да се појавуваат овие, значи, промени на кожата, но не значи дека секогаш би биле присутни. Понатаму, пред се добрата и соодветна хигиена, нега на кожата на лицето, која што треба да биде пратена и водена од стручно лице, најчесто тоа сме ние дерматолозите, како и здравиот начин на живење, за кој што не само се однесува тука на физичкото здравје, туку морам, еве, нашиот психолог денеска ќе ни каже подетално и на психичкото здравје. Постојат голем број на механизми за кои што не сметам дека сега треба многу медицински да навлегуваме во настанувањето на акните, меѓутоа ова е она основно што треба да обрнеме сите од нас внимание воопшто, не само заради кај оние лица кои што имаме акни како медицинска состојба и проблем, туку воопшто за здрава кожа, сјајна кожа и кожа која што е, да кажеме, допадлива без никаква корективна и декоративна козметика. Да, некој вели дека борбата трае буквално цел живот. Значи, како што споменавте и вие, можеби кај некој да се појави во оние тинејџерски години, кај некој предменструален циклус, но кај некој девојки и жени навистина многу години. Дали можеме некако тоа да го превенираме, ако можеме така да се изразам? Значи, акните како состојба се јавуваат уште, може да се јават уште и кај новороденчињата, пред се како резултат на хормоните кои што доенчињата ги добиваат од својата мајка, односно во првите месеци по раѓањето, поради процесот на доење. Оние хормони кои што од мајката се пренесуваат, значи, кај новороденчињата, може да доведат и до појава на тие така наречени неонатални акни. Понатаму во текот на животот, значи, постојат, да кажеме, типични во наводници периоди кога се јавуваат акните. Сите добро знаеме, тоа е периодот на пубертетот и адолесценцијата, кога имаме промена во хормоналниот статус, особено кај женската популација, не се да кажеме мажите поштедени, односно момчињата, пред се заради покачување на андрогените хормони, кои што се директно одговорни за зголемената активност, односно секреција на лујните железди, кои што дополнително создаваат повеќе лој, кои што се насобира во каналот, се зголемува, значи, создавањето на пролиферацијата на епидермалните клетки, едноставно се создава една средина каде што бактеријата пропионим бактериум акнес, која што природно ја има, значи, во овој дел од нашата кожа, значи, се намножува и се создава буквално како еден детритус, како еден материјал кој што постепено почнува да се шири во кожата. И сега почнува самиот процес на акни во различна форма и во различна презентација, од црнки познати кај популацијата, понатаму белки, па гнојанички класични со гнојно врвче, без гнојно врвче, понатаму како цисти, како нодули и така натаму. Значи, мора да напоменеме дека во последниот период, значи, многу често акните се јавуваат и во позрели години. Пред се, како најчести причини се јавуваат, значи, можеби, кај одреден дел од популацијата, употреба на различна терапија, медицинска терапија, дали се тоа кортикостероиди, дали се можеби и некоја друга хормонална терапија заради други, значи, здравствени состојби, но и воопшто, значи, самиот начин на живот и самите промени кои што организмот ги доживува. Така. Намерно го споменав оној период кај тинејџерите, нели, тие години кога најчесто почнува процесот на создавање на акне. Тоа е секако најтипичен заради активноста на хормоните кои што директно влијаат на секрецијата на лујните железди, не само на тоа, тоа е оној како да кажеме, основен механизам кој што доведува да едноставно велиме потенцијал, односно основа за да можеби да се развие, значи, воспалителна реакција која што понатаму ќе доведе до формирање на акни од различен степен и од различна градација. Но исто така тој период кај една жена, но еве и кај момчињата исто така споменавме, бидејќи не се тие поштедени, е период од животот кога се изградуваат и како личности.
Тука ќе го споменам психолошкиот аспект, затоа што тогаш имаат многу прашања, нели? Во врска со животот, па тука верувам дека им се намалува и самодовербата, па можеби се јавува чувство на срам да се појават во јавност. Ајде можеби нели и девојките ќе стават и некоја шминка, па малку ќе прикријат, но момчињата нели не можат тоа да го направат. Би сакала да објасниме како психолошката состојба тука влијае, односно како влијаат акните, флеките, лузните врз психолошката состојба кај овие луѓе. И што треба да се направи, нели? Да. Ако веќе конкретно зборуваме за кај тинејџерите, тука важно психолошки може да се каже дека всушност кога имаме адолесценци, они се уште немаат самодоверба, тоест се уште не е почната таа да се гради. Во тој период конкретно имаме почеток на градење на сликата за себе и всушност тоа многу влијае понатака и како ќе се изгради и самодовербата. Од тука, нели, почнувајќи натаму, тие би рекла за нив специфични години каде што почнуваат полека нели да слушаат најразлични коментари од нивните врсници. За почеток тоа е период кај што и ние самите се уште не сме сигурни што сакаме, така што многу сме осетливи првен на сопствените забелешки за самите себе, нели физичкиот изглед, па и внатрешното чувство би рекла, а од друга страна многу повеќе ни влијаат коментарите нели кои што би рекла ни ги упатуваат нашите врсници. Тука имаме е важна тука и поддршката на најблиските. Да. Таа е секако важна, без разлика нели дали се работи за овој проблем или за било кој друг. Секогаш поддршката од најблиските е многу важна за нели тој човек кој што го има проблемот да полека го надмине и продолжи понатаму, тоест секогаш се работи на прифаќање и подоцна нели решавање на истиот со одредени нели третмани кои што постојат. Сега кога ја спомнав таа слика за себе и понатака и градење и на самодовербата, би рекла тука дека многу влијае пример тие луѓе знаат многу често да бидат оттргани од друштвата, да не бидат прифатени од да кажам партнерите, дечковци и девојки да не бидат исто така прифатени и всушност тоа тука се таложи, можеби на нив не влијае многу затоа што тогаш ние нели и повеќе избегнуваме да ги слушаме тие коментари и слично, но сепак остануваат во нас. И веќе подоцна во раната зрелост, кога таа почетна слика за себе влијае нели за понатака градење на самодовербата, почнува тоа да излегува на површина. И тие луѓе да се чувствуваат неприфатени, да не се чувствуваат дека се нели убави и пожелни за средината. Така да неформално пред да започнеме со оваа панел дискусија, начелно баш за ова прашање разговарав и со Зои, бидејќи таа несебично си го споделува своето искуство. Ако не се лажам, пред 4 нешто години се јави проблемот Зои кај тебе. Имаше само 22 години и баш искоментира дека поддршката од блиските е многу важна, партнерот со кој што си во моментот и така натаму. Може ли да го споделиме со присутните твоето искуство околу тој дел? Така, значи јас никако од прилика пред 4,5 години прв пат се сретнав со оваа ситуација. Претходно сум имала навистина чисто лице и секогаш сакам негувано лице и секогаш сум одела и сум се консултирала со вистински луѓе за да ми кажат нели како да си го одржувам тоа, но се случи да станам буквално од спиење, да се погледнам во огледало и да видам дека тоа не сум истата девојка јас која што вчера си легнала без ништо. Навистина ми беше многу тешко и поминав низ многу тежок период. Психички паднав, едноставно самодовербата скрос ја снемав и тука морам да им се заблагодарам нели на моите пријатели, на моето семејство и на Тадеј, на мојот сопруг, заради тоа што тој беше оној кој што најмногу мене ме издигна од тоа дно, да кажам. Заради тоа што јас кој ќе се нашминкав за да излеземе било каде, тој ќе се свртеше и ќе ми речеше: "А зашто се шминкаш?" Мене си ми многу побава без шминка. И едноставно тоа чувство кога саканата личност нели ќе ви го каже, буквално не ви интересира другите луѓе што мислат за вас. И многу често се случував и се соочував со неубави пораки кои што ми биле пишувани на Инстаграм, на Фейсбук или пак на улица ќе ме сретнат и ќе ме гледаат чудно, ќе ми биде тешко првите периоди, навистина ми беше многу тешко и плачев. Кога ќе дојдев дома плачев, не излегував од дома, едноставно не сакав да живеам, не сакав да си посветувам внимание на себе, што е многу спротивно, нели не треба да го направиме тоа, но самите моменти така се доаѓаат и тоа ни е едноставно лекција во животот и да пораснеме со тоа. Јас сум среќна што сега можам буквално со крената глава да кажам дека тој проблем може да се реши доколку сакаме и треба да научиме да се сакаме онакви какви што сме.
И дека изгледот е нешто што можеме да го подобриме, но она што го чувствуваме внатре во душата не може никој да го смени. И сметам дека луѓето се пред се, нели, човечноста внатрешна, па потоа изгледот. Многу убаво кажано. Ова можеше да биде како завршница на панел дискусијата, но не е проблем, ако треба ќе го повториме уште еднаш, но вистина многу убаво кажано. Јелена повеќе од 10 години, не знам точно колку, си веќе во етерот. Телевизијата знае да биде немилосредна, знаеме, нели? И позитивни и негативни коментари, социјалните мрежи исто така, Инстаграм посебно каде што си активна и каде што имаш многу следбеници. Како ти гледаш на оваа тема? Бидејќи навистина знае да биде непријателска средина социјалната мрежа. Да, и социјалната мрежа и камерата, нели, ние заедно работиме телевизија доста години и најчесто поставувано прашање е дека се согласише, добро, вие што станувате во 5 часот, кој ве шминка, дали имате шминкер во телевизија? И како тоа секој ден го правите? Да, и како не ви е досадено секој ден да се шминкате, мислам, тоа ни е работа, тоа мора да го направиме и не, ние во Канал 5 со Милена немаме професионален шминкер, значи ние мора тоа да го направиме и да го завршиме. Како ќе го направиме, веќе сме испраксирани со оглед на тоа што нели е секој ден, а она кое што е многу важно е дека камерата секогаш бара некоја појака шминка. Сега и јас и Милена знам за тебе дека ние не сме многу фанови на поагресивна шминка, што нешто го бара камерата, посилен кармин, очите понагласени, нели, ние секогаш тука сме во војна со секојдневието да ставам трепки, вегите да ги исцртам повеќе. Мислам, на камера тоа мора, а јас, еве, лично за себе ќе зборувам дека не сум фан на шминка. Мислам, нешто сакам минимално и никогаш не сакам да се шминкам премногу. Многу луѓе ќе ми искоментираат, добро, ти се две различни личности, една на камера и кога ќе те видиме во живо. И тоа е така. Мора да сватат луѓето дека камерата дефинитивно не е тоа што сте вие во живо. Сега, камерата знае да биде немилосредна, исто така и социјалните мрежи, и тука многу се појавија оние филтри кои што секојдневно ги користиме, јас ги користам, мислам, сите ги користат, тоа е факт, но кога ќе ги изгасиме филтрите, ние веќе гледаме што има на таа камера на која и да се гледаме, и тука сваќаме дека џабе ни се на нас филтрите, џабе ни се пудрите кои што секој ден треба да ги користиме за да покриеме некоја несовршеност. Ние всушност треба да се грижиме за тоа што доаѓа одвнатре, затоа што нашата кожа е она која што е најважно. И обично гледам дека девојките околу мене и жените околу мене цело време се каква пудра користиш, некако многу се посветени повеќе на тоа која пудра да ја земат за да сокријат некоја несовршеност, отколку за тоа да прашаат каква крема за, не знам, против акни, ете ќе зборуваме, против црвенило, за сува кожа, за Т-зоната, за сјајна кожата, некако многу малку, ете верувам дека ќе се согласат и сите учеснички во панелот, дека многу малку се посветува внимание на вистинската грижа на кожата. Јас да речем имам сува кожа, јас од кога знам за себе имам сува кожа, посебно зимно време, кога ќе дојдат оние ниски температури, ги имам дури оние чешања на кожата, црвенило уште не сум имала, посебно на лицето, нели, што е нормално за зимски период, и од секогаш сум сакала да имам навистина убава сјајна кожа, како ќе ги видам, например, по рекламите или по списанијата, иако знам дека тоа е повеќето таму и фотошоп и се, ама, нели, секој сака да си има убава кожа, и сите чезнееме за тоа да имаме убаво лице, убава кожа. И денеска во 21 век мислам дека тоа не е недостапно и дека тоа не е невозможно, само треба да се пренасочиме кон вистинската козметика. Знам дека има навистина многу козметики денеска на пазарот, ако не ви успее една, ќе пробате со друга. Значи ќе експериментирате. Јас сум експериментирала многу за да стигнем и за да си ја пронајдам мојата козметика што ми одговара. Тоа е La Roche, подпишувам со две раце, затоа што ми има многу помогнато во однос на сувата кожа. Значи јас немам сува кожа, јас имам многу сува кожа и секогаш кога зборувам за La Roche го нагласувам тоа дека навистина ме спасиле, не знам како да ви кажам. Значи јас ставам La Roche на моево тело, да речеме млеко некое кое користам, и јас не сакам тоа да исчезне, јас сакам цел живот да ми остане така, од што толку сум многу задоволна. Така да мислам дека она кое што најмногу треба да повнимавате е како изгледа вашата кожа, затоа што вие и кога ќе ставите пудра, вие пред пудрата или под пудрата треба да го негувате вашето лице. Дали тоа ќе биде некоја матирачка крема, некоја подлога, како и да е, најважното е да се негувате, да се го негувате лицето, тоест кожата. Јас само би сакала да се надоврзам на ова што го кажа Јелена. Значи,
Едно прашање до целата публика што мислам дека ќе ви остане за цел живот. Дали имате 10 минути време секој ден за вашата кожа? 10 минути на вистина се доволни за хигиена и за нега на секоја кожа, без разлика дали тргнуваме од хигиена и нега на кожата на целото тело или станува збор за лицевата регија, вратот и деколтето. Значи, мислам дека во ова брзо време на живење, ние таа динамика можеме да ја успориме, односно, мислам дека 10 минути на вистина, ако имате правилна насока за изборот на козметски препарати, кој што ќе биде индивидуален, нормално, според типот на кожа, затоа што нема две исти кожи на овој свет. Секоја кожа е своја, единствена, индивидуален е пристапот во препораката на препарати за хигиена и за нега, па дури за декоративна козметика. Иако сум дерматолог и можеби ќе сметате дека мојот став, односно ставот на дерматолозите е да не се практикува шминка, декоративна козметика, мејкап, напротив. Значи, декоративната козметика доколку се аплицира, значи е квалитетна и се аплицира на претходно значи негувана кожа и на кожа која што е хидрирана, значи мислам дека ќе има уште поголем ефект. Односно ги истакнува сите оние, да кажам, делови од нашата кожа, сјајот го потенцира, ги потенцира убавите линии на кожата, а едноставно затоа и се вика декоративна, значи го минимизира она што ние не сакаме да го гледаме, да го гледаат луѓето околу нас. Голем акцент морам да ставам тука на комуникацијата, односно на обраќањето на нашите граѓани кон стручни лица, односно дерматолози. Многу често во нашата пракса, тука видов и мои колеги дерматолози во публиката, мислам дека ќе се сложат со мене, дека постои пракса во нашата средина, значи да користиме козметика која што е несоодветна за нас. Во која смисла? Другарката ми кажа дека оваа крема нези била супер, ќе одам и јас да ја купам. Што не значи дека на ќе мене ќе ми проба одговара. и ефектот го немаме ист како што можеби го имала нашата пријателка. Зошто е тоа така? Пред малку кажав, затоа што нашата кожа е една и единствена. Значи, на еден начин функционира општо нашиот организам, на еден начин едноставно различен, единствен, посебен, индивидуален е она кое што е најсоодветно за нас, односно за нашата кожа. И затоа, значи, дерматолозите сите се кај нас отворени и достапни за консултација во однос на оваа проблематика. Не треба да чекате да имате проблем на кожата. Апсолутно не верувам дека сите од нас имаат проблем. Да, можеби еве некој како Јелена има посов тип на кожа и затоа се консултирала, се нашла соодветен начин за хигиена и нега. Меѓутоа, само еден разговор со дерматолог за можеби подобрување на кожата не е само козметиката онаа која што ќе потреби, туку целокупното здравје. Колешката психолог истото го кажува. Значи, Зои од нејзиното искуство. Колегите од La Roche-Posay, значи, има тоа е светски бренд на кој што покажува голем број на студии од стручни лица каде што се работат на вистина во големи медицински центри. Значи, треба да се пристапи кон нега и хигиена на кожата и тоа да биде дел од нашето живење, како што е миењето заби, како што е оброците кои што ги имаме, како се она што го правиме да се пристапи индивидуално, тоа исто така да го напоменеме неколку пати, затоа што тоа што го споменавте вие, една другарка моја користеше таа крема, веќе не поминува, значи треба да се промени таа пракса и да се постапува исклучиво, нели, за вашиот тип, за вашиот тип на кожа. Било кој од нашите граѓани во ординација, значи во живо кога ќе погледнеме кожата под зголемување, под лупа, значи ние ги гледаме сите како да ги кажам аспекти на таа кожа. Прашуваме што се користи. Значи, таа интеракција помеѓу пациентот, клиентот со лекарите е неминовна и таа не е само во еден момент, значи таа треба да биде континуирана, затоа што имаме одредени фази во животот, особено секоја жена знае, во периодот на менструалниот циклус. Значи, самите нивоа на хормоните се менуваат и се манифестираат кај одредени кожи и на површината со различни промени. Така што консултација мислам дека на сите сме достапни и се добре дојдени во секое време.
И така треба да практикуваме, а не некои нестручни лица, туку луѓе кои што си ја познаваат работата како што сте вие. Анета, Ларош е бренд кој што е препорачан од над 90.000 дерматолози. Тоа сигурно не е залудно, туку има и зошто. Може ли малку околу овој бренд и околу овие производи кои што еве ги користат и Зои и Јелена, верувам дека и многу други тука присутни. Видете, La Roche-Posay е лабораторија посветена на дерматологијата, значи верува и нуди подобар живот на осетливата кожа. Во срцето на брендот лежи термалната вода на La Roche-Posay, која што илјадници години течела низ огромни пространства на варовнички карпи, кои што се богати со природни резерви со селен, кој што има. Знаеме дека селенот е моќен антиоксиданс и има смирувачко дејство. Формулациите на La Roche-Posay, на нашиот бренд, значи се минималистички, строго развиени формули, кои што сите производи се дерматолошки тестирани и истите имаат бројни клинички студии. Во сите производи основна состојка во составот е базата, односно водата на La Roche-Posay. Значи, производите се без бој, без мирис, хипоалергени, некомедогени, прилагодливи на осетливата кожа, значи максимално се толерантни на осетливата кожа. Сега конкретно ќе кажам, например, за линијата Ефаклар, значи во неизе, односно во таа франшиза, главна состојка што се истакнува и што нуди решение на масната кожа и на кожата склона кон акни, а активната компонента La Roche-Posay филиформис, која што го регулира присуството на стафилококус на кожата, што е природно присутен и го уравнотежува микробиомот на кожата и со тоа се намалува се намалува воспалението, односно антиинфламацијата. И друго што е карактеристично, што дава одлични резултати во франшизата на Ефаклар е процерат, патентираната активна компонента, која што пак е тука присутна за да ги спречи хиперпигментациите, односно флеките. Така. Еве можеме сега да ги прашаме присутните, доколку некој има прашање, слободно може сега да постави некој од нашите соговорнички за да одговори. Ако не ќе почекаме до самиот крај, значи ние бидете сме секако присутни и на штандот, така за секакви прашања и совети за било кој тип на кожа може слободно и сега и на штандот да не побараат. Тука сме за вас. Така, да, веднаш штом заврши оваа панел дискусија, ќе можете да си поразговарате, да пробате некои од нивните производи. Зои, би се навратила на тебе, бидејќи спомена дека подолго време мачеше, ако можам да кажам. А сега до која фаза си? Со докторката надвор зборувавте, сега си во фаза на лузни, нешто така се спомена. Лузни флеки третираме. Добро, што значи тоа? Докторката кажува нема крај. Јас кажувам скоро при крај сум, ама нема крај. Не, тоа се третира на вистина и не може да се врати. Јас мислам, пак докторката ќе ни каже, во првата состојба како што ни било претходно лицето никогаш. Тоа е факт, но со помош на третмани кои што ги правам веќе година дена, со помош на целата линија на La Roche Ефаклар кој што ја користам, гелот морам да го кажам кој што на вистина е предобар и толку добро ја чисти кожата, лицето после тоа ви е толку меко и убаво. Морам да ги кажам сите креми кои што ги користам од нив. Потоа Ефаклар дуото ја користам, серумот го користам и цикапластот за лузните и за флеките кои што сега на крај веќе ги третираме. Така. Јелена, кажи ми ти, бидејќи спомена дека ги користиш нивните производи, како точно тече твојата рутина еве наутро? Освен кремата. Што друго користиш? Вака, јас кога сме веќе кај Ефаклар линијата, морам да кажам дека јас од таа линија користам Ефаклар Мат. Тоа е една малечка крема која ќе излезете надвор на штандот, ќе ја видите. Мислам, многу е практично пакување. Можете да си го носите кај вас сегде во ташна. За мене е идеално затоа што јас морам да се шминкам на телевизија, ама кога не сум на телевизија, тоа одма се иде од мене и сепак сакам да ми биде матирано лицето, затоа што генерално понекогаш може да се појави тоа некое зацрвенување на лицето, што не значи дека секогаш го имам, но понекогаш го имам, а таа крема е идеална за мене. Иако таа се препорачува, мислам, повеќе за мрсна кожа, она кој што мене ми се допаѓа е што дефинитивно оној минимален сјај кој што го имам понекогаш на лицето, го матира и има некој ефект како пудра ефект, а не е пудра. Мислам, го хидратира лицето, го матира и
исто како да сте ставиле пудра, а не сте ставиле пудра. И мислам дека тоа е моето револуционерно откритие за крајот на оваа 2021 година, затоа што ја користам веќе 4-5 месеци и не ќам да ја сменам. Си ја носам цело време во ташна, како што кажав, ќе излезете надвор и ќе видите, тоа е една феноменална крема која што мислам дека секоја жена треба да ја има. Ако имате мрсно лице, уште подобро, но не се плашете и да имате суво лице, затоа што идеално се приспособува на и на сува кожа и на мрсна кожа. Мислам и да јас немам мрсна, а за мене е совршена. Ти одговара. Па тоа што спомна Тоа сакав да прашам докторката, дали е само за сува кожа или за останатите Факлар типови. мат, неговата намена е за маста кожа, да го спречи лачењето на себумот, да се постигне матирачки ефект. Нели вие сте постојано пред камери, па да и когаш и трема и било што, имаме И те зоната и понекогаш те е зоната, свети. така да. И мислам дека тука најмногу ми делува, најубаво ме матира. Обично во случај на комбинирана кожа се оди се става факлар мат само на те зоната, односно таму каде што има вишок на себум. Да, и некако како што кажав, лицето добива еден поинако, не е тоа сјај, метирачки ефект, ама преубаво како кристализирано. Така, да, И кристализирано, тоа е правилно. Ете, тоа е тој збор го најдовме, да, и не знам, мислам сега, идеална ми е и за подшминка, нормално, доколку се шминкате и вие, тоа е идеална подлога за подшминка, ама верувајте, не ви е потребна никаква пудра и никаква шминка доколку ја користите таа крема, ве молам, значи сите вие кои што ете барем малку верувате, аз знам дека многу верувате во ефакларот и генерално во La Roche козметиката, да ја земете токму таа крема. А кога сме веќе кај La Roche, јас користам многу производи, веќе не им ги знам ни називите, затоа што веќе ги знам по амбалажа, дали е со тубичка обична, дали е со пумпица. За сува кожа имате феноменална линија и тоа го сватив колку сум јас задоволна од својата кожа од кога почнав да користам La Roche, го сватив неодамна, имавме некоја кампања, требаше да сликаме новогодишна за накид. И нели тука треба да си поразголен, сега имаш ланчиња, имаш прстени, сите тие работи и фотографот ми вика, ме мести тука, ме мести обетки, ланчиња и ми вика, леле колку ти е убава, вика кожата, вика таква кожа не сум видел. И јас во моментов не го сватив тоа сериозно, а он продолжи да се збори тоа, вика за нас фотографите, сега си ги мести и камерите и фотоапаратот и вика и се збори. За нас вика фотографите тоа е многу важно, моделот кој што го сликаме, нели после да не го поминувам по 100 пати на фотошоп и на апликации. Многу ми е важно, вика моделите да имаат убава кожа и јас тоа го слушнав како да не го слушнав. И тоа беше пред една недела и јас се фатив себе си како целата оваа една недела го размислувам тоа и мислам дека тоа е најголемиот комплимент што мене некој ми го дал. Кажа ли фала после тоа? Значи ништо не му кажав затоа што јас бев ти кажав не бев посветена на тоа што го збори затоа што нели тоа беше еуфорија, се настан 300 луѓе и му обрна внимание, ама не се посветив на тоа. И јас цела една недела од кога се заминав, од кога заврши цела фотосесија, размислам, чекај бе, Мартин мене ми кажа дека имам убава кожа. И одиш пред огледалото нормално, се гледаш сега. Сметаш дека тоа е како последица позитивно на користењето Милена, на мене La никој до Roche? сега не ми кажал дека јас имам убава кожа и сега ми кажува еден професионалец во својата област на кој што секој ден слика девојки, секој ден различни апликации и фотошопи користи нели за да ти разубави кожата нормално, ти да изгледаш професионално, секако дека треба да поминеш низ филтер, ама негде и не треба. И мене он тоа ми го кажа. Тоа е одлично. Супер. Тоа е најголем комплимент, всушност. Тоа го кажа. И јас никогаш не сум добила подобар и поголем комплимент и последна недела го сватив тоа. Значи, а една недела се гледам пред огледалото, се видам кожата. Сега тука ќе ја вметнеме и Душица, да, бидејќи психолошкиот момент да го кажа. Психолошкиот момент ова е навистина многу важно за подигнување на самодовербата и така натаму, колку луѓе со одреден проблем на кожата се јавуваат и бараат помош, совет и така натаму и колку тоа помага за подигнување на самодовербата. Дали луѓето сакаат да зборуваат за тоа? Или се уште тлее и се крие во нив? Од вашето искуство до сегашно? Да, од моето досегашно искуство можам да кажам дека малце се зборува за тоа, за жал. Последнава година-две повеќе доаѓаат, би рекла, клиенти со анксиозност, панични напади и слично, затоа што претпоставувам тоа актуелната нели ковид ситуација и таа не ги носи пандемијата, да. А ако се вратам назад нели на проблемите со кожата, доаѓаат би рекла клиенти, но не толку многу голем процент како што се со другите проблематики. Може да се помогне доста, но тука веќе нели се препорачува паралелна работа со дерматолог, нели линијата
за нега на кожата плюс психолог или психотерапевт. Затоа што е некој нели реален проблем, не може само со разговор да се реши. Да, ние можеме да помогнеме со разговор за нели поддршка, некои дадени насоки, давање на некое лично или од наши блиски искуство, но сепак мора да се работи паралелно и со докторите. Апсолутно би сакала да се надоврзам да што може да ја влоши состојбата. Значи, она што може да ја влоши состојбата, значи се прво несоодветно третирање на кожата. Бака кажано покултурно, односно притискање, стискање, манипулација во домашни услови од секаков карактер. А сите знаеме никогаш тоа да го направиме, нели не можеме да одолееме ако видиме нешто да не стиснеме. Некој кој што него тоа практикува. За жал, да. Да, тоа е навистина, особено кога имаме веќе активно жариште или активен процес, тоа е најлошото нешто што можеме да си го направиме. Точно дека ние дерматолозите тие активни жаришта во амбулантски услови, во ординациите ги механички ги отстрануваме. Меѓутоа постои начин на кој што тоа се одвива, да кажеме. Ние за тоа специјално имаме обуки соодветни од козметски аспект. Другото нешто што може да го направиме е локална апликација, нели сакаме магично како што се појавуваат да ги снема, локална апликација на креми од секаков карактер. Да. Една само ќе спомнам, која што верувам публиката ја знае, таа е за ветеринарна употреба, која што е многу злоупотребена и кога ќе ми кажат дека ја користат пациенти, викам добро, зошто? Еве доаѓаш во ординација, зошто? Значи сакам да кажам, она што ние самите можеме да си го направиме за себе е прво да се обратиме за совет и ништо друго. Од понатаму успехот е заеднички. Никогаш не велам дека успехот е само мој или само на пациентот. Ние сме тим кој што едноставно како да играме тенис во парови и целта наша е да победиме на тој надпревар кој што се вика победа со несовршеностите на кожата, односно акните. Протоколот кој што ќе се содржи од чистач, кој како база ќе има термална вода, кој што ќе има можеби мал процент на овошна киселина, на ниацинамид, значи тоа се состојки кои што овозможуваат за регулирање на секрецијата на лојните жлезди. Значи да го чисти мртвиот слој на клетки кои што се на површината, едноставно велиме за кожата полесно да дише, односно физиолошките нормални функции да ги обавува. Хидратирањето на кожата на секојдневна основа, не само со апликација на крем, него и со пиење на вода, мислам вака најпоказно ќе насочам кон шишињата вода кои што ни се поставени. Нормално дека тоа ни е многу битен момент. Понатаму, фотозаштита, која што не треба да ја практикуваме само во топлите месеци, зимските месеци исто така, особено во наше Скопје би рекла, каде што имаме голема концентрација на УВ зраци, кои што се непожелни за нашата кожа, не само за кожа склона кон акни, туку и за осетлива чувствителна кожа. Зимскиот период е пред нас, каде што ќе одиме, ќе практикуваме зимски спортови и секако, значи, физичката активност. Зошто? Затоа што појавата на промени на кожата е поврзана многу со нашето емотивна состојба и со психичкото здравје, значи, многу подобро психолого знае од мене. Така, значи тоа е во секој случај поврзано во одреден тип ситуација. Затоа што во текот на денот сите имаме динамика, сите имаме случувања од различен карактер. На никој не му е секој ден ист и прекрасен. Сите имаме синусоидно промена на нашето расположение, проблеми, секакви случувања. Се оно што ние го акумулираме во нас, треба да излезе надвор од нас, а не да излезе на нашата кожа. Без разлика дали ќе се манифестира во форма на акни, дали ќе се манифестира во форма на јадеж, на перутање, на било каква манифестација на кожата. Тоа треба да излезе од нас. Наједноставниот начин е да најдеме хоби. Физичката активност едноставно не олеснува. Тоа е најстариот и најдобро познатиот начин. Меѓутоа постојат многу други активности, хоби да ги наречеме, кои што едноставно ќе ни овозможат да бидеме порелаксирани и онаа оска хормонална на активација на андрогените хормони буквално да ја намалиме во нашиот организам. И сега јас малку лично ќе навлезам во ова, бидејќи споменавте дека сите се наоѓаме во одредени ситуации и така натаму. Јас моментално се наоѓам во блажена состојба како што можете сите да забележите. За среќа оваа бременост лесно ја поминувам кога станува збор за акни, проблеми со кожата, но верувам дека многу бремени жени баш тогаш им се појавува проблемот. Има посебен третман бидејќи претпоставувам дека тогаш хормоните се во прашање. Значи бременоста, затоа и постои еден назив друга состојба, значи не е состојба во која што регуларно се наоѓа нашиот организам.
Пред се заради тоа што носиме нов живот во нас и заради тоа што имаме различно ниво на хормоните во нашето тело. Како и дали ќе се манифестира со промени на кожата од аспект на акните или на овие неправилности, значи не може никој да ви предпостави, односно да ви каже да ќе се јави или не. Деликатноста на бременоста е во тоа што имаме ограничување во употреба на производи, на одредени производи, односно производи кои што содржат ретиноиди, значи деривати на витаминот А. Спред се зборувам за локалните, пероралната терапија апсолутно, значи прекуста терапија во бременост не се препорачува, значи строго е забранета. Понатаму антибиотска терапија и овошни киселини не се препорачуваат во овој период. Постојат, значи, одредени препарати со кои што можеме ние да ја облажиме, да ја одржиме кожата мирна, мислам. Дали дел од тоа се производите на Ларош, дали има дел од нив, да, има дел од нив апсолутно. Станува збор, значи, за добри производи, така што Милена, мислам дека имаш добри соговорници за оваа состојба, не само од мене. Одлични, како ми се погоди, баш кога се договаравме околу оваа панел дискусија, велам оваа тема баш и некако најмногу ми одговара од сите оние кои што ќе бидат застапени денеска. Ги споминавме и чекорите кои што треба да се направат. Зои спомена дека ти во одреден период, нели, кога бидејќи сме веќе, мислам дека и при крај на оваа панел дискусија, ќе го заокружиме сега овој дел и со самите производи, но и со она што ти го препорачуваш, би сакала и да и твој совет, можеби малку повеќе од психолошки аспект, затоа што навистина забележувам промена кај тебе не само во квалитетот на кожата, туку и од психички аспект. Па како што кажав претходно, многу е битна самодовербата, многу се битни луѓето кои што се околу нас, заради тоа што тоа е тежок пат кој што го одиме, барем за мене беше тежок и навистина ми требаше поддршка едноставно, а тука се и луѓето кои што ме пратат на Инстаграм и премногу сум им благодарна заради тоа што не само и јас што се опуштив да зборувам за тоа и да ги охрабрам, така и они мене ме охрабрија уште повеќе и многу ми е драго што како што тие пишуваат сум им помогнала да се издигнат или сум ги насочила каде да одат, така и тие мене ми возвратија со нивната љубов, така да пак ќе кажам за крај, сакајте се себе си онакви какви што сте. Да, јас би сакала само извини Милена, нема проблем, да. На тоа што го кажа Зои. Земено од искуството нели во работа психотерапија со клиенти, ние сакаме да кажеме секогаш дека првото нешто што треба да се направи е да се прифати состојбата. Така што ние секогаш викаме ако нештото, сега нели, моментов зборуваме за проблематична кожа и акне, но за било кој друг проблем, прифаќањето е пола завршена работа. Откако ќе прифатиме што ни се случува моментално, потоа веќе да кажем работиме на промената и нели сите други чекори кои што помагаат за да се подигне самодовербата. И јас би се надоврзала секако тука и решението на крај да кулминираме, односно да финишираме, секако е линијата Ефаклар, кој што нуди решение за сите типови на масна кожа, кожа склона кон акне и несовршености и хиперпигментација. И ќе подсетиме надвор, веднаш од салата, на штандот ќе може да си ги видат вашите производи, да ги видат производите, пробаат. целата палета на производи, за совет, за било какво прашање, сме надвор на штандот. И Анета, имаме и наградна игра, ако не се лажам, на самиот крај, да не го заборавиме тој дел. Само да прашам, дали сега некој може би има некое прашање до некој од моите соговорнички? Или убаво си објаснија? Ако има прашање, секако може да поставите. За самиот крај, Милена, многу кратко сакам да кажам јас една грешка која што сум ја правила и се надевам дека и докторката би сакала да се вмеша тука од професионален аспект, што ние секогаш, еве јас лично за себе ќе зборувам, можеби некој од публиката ќе се пронајде, кога нанесуваме крема, ја нанесуваме само на нашето лице, го забораваме и вратот. Апсолутно е така. Тоа е таа грешка која што јас ја правев долго време и после кога почнав нели повеќе да се посветувам, повеќе да истражувам, сватив дека треба сторацата да се поспушти малку надоле. Вратот и деколтето, така? Затоа Мартин веднаш приметил. Меѓутоа има уште еден момент да го потенцираме, можеби е надвор од темата, значи она што последните медицински истражувања покажуваат дека најмногу не го посветуваме точно на лицето, помал процент се да кажам го гледаме вратот и деколтето,
меѓутоа уште помалку нашите дланки. Нешто на што треба да обрнеме внимание, затоа што кога ќе си ги погледнеме дланките, значи тука и тие се дел од нашиот организам, од нашето тело, кој што е изложен под еднакво на надворешни влијанија како лицето, вратот и деколтето. Односно, не се имуни и треба и на нив да им посветиме внимание како што посветуваме на останатиот дел од телото, затоа што знаците на старење, ајде вака да кажам во наводници, значи се забележуваат и на нашите дланки. Значи постојат и препарати и креми специјални, заштитни, особено за овој период. Мислам дека Анета подобро ќе објасни за кој конкретно, значи кои што дополнително го одржуваат, значи микробиомот на кожата, заштитно делуваат, хидрираат, ами едноставно има, да кажам, момент да кожата не ни биде толку груба и да не се гледаат оние, да кажеме, некои почетни фини линии, па може би и флекички, да. Да, кожата е всушност и најголемиот човечки орган и затоа навистина треба убаво нашите да се... најважни 2 метри квадратни. Ете, така, убаво да се грижиме и убаво да се чувствуваме во неа. Може сега да извлечеме еден од присутните тука. Анета, ќе ни кажеш ти што всушност ќе се добие? Што награда или? Надвор тоа на штандот ќе се открие. Среќната добитничка ќе добие производ Ефаклар Дуо крема за акне и за несовршености и Ефаклар гел, пенлив гел за миење. Затоа што во секоја нега, односно чистење на лицето, основен прв чекор е чистењето со гел, па потоа следи нанесувањето на кремат. Повели, дојди. Ајде. Ти ќе го извлечеш добитникот, ќе прочитаме име, презиме и, како што кажав, надвор на штандот, дополнителни прашања. Мижи. Само на микрофонче, да. Добитничката е Јулија Башевска. Така, мислам дека добро прочитав. Имам и телефонски број, ама не го Јулија, спомнувам. дали е тука, сигурно, Со 071 да ни- почнува. Јулија Башевска. Да ни крене само рака, чисто Дали е да тука знаеме. присутна? Ако не ќе ја побараме надвор? Аха, или не? Може Добро, друг? јас се извинувам, Добро. значи штом не е тука, ќе мора да извлечеме ново. Малку повеќе работа испадна, Анета. Ајде да видиме сега. Среќната добитничка втора сега, Димовска Светлана. Дали е тука присутна? Еве господјата Светлана, одлично. Честитки за подарокот. Ви благодарам многу, драги мои дами, ви благодарам на вистина, ми беше чест и задоволство што денеска бевме заедно тука, заедно со сите вас присутни. На вистина честитки за цела оваа организација и се надевам ќе се дружиме и следни